се вратат назад. Македонија, да речеме, кои што имат кај што за работа, ќе се вратат тука, кои што имат, да речеме, амерички пасоши, ќе заминат во друга држава. Али многу ќе се борат за опстанок, зашто тоа ќе почнат да тони бродот. Нема да цветат како сега ружи толку убави. Ајде малку околу криминалот во Македонија. Дали може да се сконцентрирате и со визии, да речем, со таа интуитивна визија, како ја нарекавте, да ги пронајдеме нашите украдени пари? Во кои држави се најмногу македонските пари? Јас сум бил од Цирих, на еден наш македонец, кој имаше, отвараше таму деловен простор 800 квадрата. Така? И му викам, зашто ти е тоа толку? Така му викам. Немам право, не ми е таа должноста, да речеме, се знаат кај се парите. Од нашите. Викам, памти ми зборо, ќе умреш како ставорец. И стварно умре како ставорец и цела фамилија му тони сега. Не ќе да го именувам. Во која држава најмногу се македонските украдени пари? Па најмногу се во Швајцарија. Тоа е јато. Да речеме, дел има на Кипар, али дел ги имат финансирано преко други. Како јас тебе те врбувам, како ти не си ништо, али објекти. Ќе се сетам на зборовите на Ханс Лотер Штефан, кога патувавме вака, кога седевме и вика, не ми е јасно како може некој за 2 години да има милиони, тога никаде нема во светот. Каква душа има тие? Викам, нема задаре, баш те брига, викам, они ќе се ја носат и они ќе одговарат горе. Вака е секој пат му вика, така треба да биде. Сработувавте со господинот Штефан? Јас сум со него, ако ти кажам, бил еден од најблиските. Малце 100 дена, може и 300 дена сум поминал, саат, 2, по цели саатови, по цели вечер сме седели, сме патувале. Чест ми е да се пофалям од сум бил гост 2 недели кај него, да уживам кај него во куќа. Добар бил и кај мене. Еден, за мене е најголем македонец. Како ви одеше муабетот? Многу убаво. Значи, ни беа точките додирни. Што? Како? Кај да најде документи за Македонија таму? Кај да најде таму? Кај? Тој слушаше. Ви му давте информации? Си правиме мобет. И тој беше многу одговорен човек. Каде е најсилната архивска граѓа за Македонија? Бугарија, Белград, Ватикан. Ај малку визијата ваша, интуицијата, да речем, околу Грција. Па грците еден ден ќе не молят да им простеме, зашто грците не гледат од турска страна века дека е тоа инвазија. Грците се посветат по трговија, веќе кај нив наталитетот е на нула. Грците што ги чека, после 10-15 години, како да ти кажам, тоа ќе е тажно, али вистините ќе им биде, зашто се враќа како бумеранг, некој народ да го гнјаваш, да му наметнуваш, да го гнјаваш да не живее, од тој колне, а таа клетва фаќа. Што правиме со името? Со оглед дека еве понеделник треба да се одржи лидерска средба, треба да донесат еден заеднички консензус, односно решение, да или не промена на името. Вака, јас да се питам сега, кога надвор тие ги прашуват, јас ќе им речем вака, да запечатете еден плик, македонско име не смее да загине, Македонија е завршено, макар да си поднесат оставка, макар да не остават на Балкану, едноставно да не остават да умреме. Подобро да не остават, отколку да не уништат, корено да не го уништат. Треба тоа да се запечати, се става, како во темелите што се става шише, кога се гради, да речеме, и црква и куќа, така да се става. Никој не смее на овај народ напатен тоа да му го зема. Тоа е моето. Оти било кој ќе се тргне, дали таа клетва ќе го стаса? И сте политичарите? Политичар. Кој да го промени името? Да знае неговиот ген е уништен од народот, клетвата на народот. Зашто овој народ е заминен по земјината топка. Само тоа што е гнјавен. Кај мене се доаѓале, иде доктор од Судан, вика, јас сум македонец, пред 300 години сме протерани од тука. Пред 300 години. Ми беше драго, ме видел на телевизија, тамо 86 година сум бил дори на кинеска телевизија, по едни мои експерименти. Од каде ли не се доаѓале луѓе кои вика, јас сум македонец,
мора да ја држите Македонија. Некој тешко зборот и диаспората. Тоа ми е зборот, не сме никој името да го смене. Нити да збори за промена на името. Спомнате за експерименти. Кај се извршувавте експерименти? Слушав, дали точно во подморници извршував? Да, имаме подморници, сум затворен. Дали можам, да речеме, да примам информација од друг, да испраќам информации во авиони, сум возен во секаква авиони, да соборам, да го менјаш курсот на пилотот, речеме. Тоа се најнормални работи. Успеавте во тоа? Да. Дали можете да предскажете терористички активности? Тие се најлесни работи. Да? Тероризмот е најлесно зашто е тоа смислено. Тероризмот па смислена работа. Тие луѓе тоа што го мислат, некои луѓе феномени, не мора јас. Ние ги примаме тие информации. И да речеме, со визуализирана слика, ние се веќе будиме, полусно знаеме што ќе се случи таму и таму. А не смееш да кажеш ќе те прават будала. Предскажавте 9-11 септември, го предскажавте? Па вака да ти кажам, тоа јас го имам многу порано кажено, но Македонија не сакаше да го објава тоа писмо. Еден генерал лично беше кај мене, не знам дали дечкото што беше преведувач, може ќе се јави у студија да потврди тоа што тероризмот е најлесна работа. Сега модерниот тероризам, знаеш како ќе биде? Како? Имплантанти, око, ушни апарат, друго, трето, се качува авион, лета се воздух, костки, ребра. Од они веќе врабуваат, веќе имаат специјални лаборатории. Али тоа е пак земјина тежа, природна. Големите сили ќе си гледат телевизија и ракетата кај сакат ќе си ја пратат. Јас и ти правиме муабет, ни шлапната ракетичка тука. Знаат од си правиме муабет. А па малите полукаво ќе му го откраде детето, ќе му го дегенерира, ќе го остави под, речеме, под аутохипноза, ќе му стави бомбата у гради и ќе го пуште во авион. Ај малку за визиите ваши за нашите политичи, именично да речем. Која е вашата визија за македонскиот премиер? Немам право за них вака да коментирам, јас само ќе ги замолам. Дали ја води државата во вистинска насока? Вака тоа треба околу него другите. Јас по мое не ја води како што треба, и двајцата не ја водат. Не треба негативна енергија пропуцавање, они треба да се сплотени, еден дух да е. Тоа е Македонија е една. Они не смеат да се толку. Зашто да отидеме понатаму? Зашто Русија толку напред отиде? Се јави една добра енергија, позитивна енергија Путин. Трак, друга. Што мислите за државникот, за претседател на државата? Па не, и двајцата не се доволно позитивни. Не се. По моја не се. Кој сака нека ми се љути, али за мене не се позитивни толку, колку што треба да бидат да се сплоти овој народ. Кој е по-позитивен од нив? Кога ги мереме на вага? Да. Зависи кој колку кила има поголеми. Тоа немаме. Мора да ги оставиме дека се исти двајцата. Значи, која е вашата порака за македонските политичари уште еднаш? Мојата порака е да идат кај Дедостепа, да им да речеме на една вечера, да им даде благослов и покаяние дека од сега натаму нема да се карат. Така. Јас би ги предложил вторите реклами и би го слушнал гласот на народот и да разговараме на оваа тема. Може? Може. Одиме со рекламите.